Алтернатива нема. Се е бездна, се е каньон, се е пропаст, се останато е невредно за размислување. Ниту има план Б, ниту има план С, ниту има друга алтернатива. Никој не нуди. Дали собствениот Армагедон, премиерот Заев се обидува на јавноста да ја го наметне како апокалипса на државата и нацијата. Ја пренесували Заев својата проекција врз Македонија. Факт е дека неуспешен референдум би значил силен пораз и крај на политичката кариера на Заев, неславен финиш на неговата влада и политика. Истото тој самиот го потврди при гостување во провладин медиум уште на крајот на јуни, кога вети дека ако референдумот биде неуспешен ќе даде оставка. Во меѓувреме, неколку пати го повтори истото. Уметникот и колумнист Ацо Станковски вели дека изјавата на Заев се должи на автореферентни ставови кои се продукт на лична загриженост поради големината на влогот и проблемите во кои владата и премиерот ќе западнат доколку референдумот пропадне. Све се претвара во еден циркус и ако ова не му успее, тој значи ќе биде тотално неуспешен. Резултатите ќе бидат катастрофални. Затоа за него би било тоа Армагедон или некаква апокалипса, лична апокалипса, нели, затоа што доколку него оствари тоа, доколку пропадне референдумот поради недоволна излезност, нели, поради бојкотот на граѓаните, тогаш ќе се најде во крајно незавидна ситуација. Огромен проблем за нив е бојкотот на граѓанството, кој е оправдан, кој е единствен начин на борба, значи еден гандизам, една пасивна резистенција, само ставена во рамките на овој систем. Станковски се сомнева дека поради ова, подкрепена со силната меѓународна поддршка, владата е дури и подготвена на фалсификат. Дел од оние кои се за на референдумот пак, постојаните вокабуларни излети на премиерот ги правдаат со неговата емотивност. Професорот и поранешен амбасадор Алведин Демири испадите во дискурсот на Заев ги објаснува токму со неговата аура на, како што вели, премногу емоционален политичар. Во неговите упади веројатно емоционални има и моменти кога он се плаши, па гледа многу ги има овие другите, како ќе ги победиме и така натаму. И тогаш излегува на виделина оној негов мрачен дел, сакани казнувања и што ја знам кражби, што во суштина повеќе зборува за него као емоционален политичар. И додека на социјалните мрежи дел од граѓаните се подсмеваат и прашуваат дали на криволак владата ја подготвува зеевата арка со која ќе се спасат од наводниот постреферендумски потоп, подржувачите на Преспанскиот договор силно ги оправдуваат ваквите апокалиптични изјави, се согласуваат со констатацијата дека нема никаква друга опција и го одобруваат кажаното од Заев.